Имплементацијата на новиот план за раст се одвива според очекувањата и секој ден не доближува до Европската Унија, изјави премиерот на Албанија Еди Рама на состанокот на лидерите на ЕУ и Западен Балкан. Според него Албанија никогаш не била поблиска до ЕУ. Kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thosha. Dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përgjithshme pozitive në këtë drejtim. Jemi shumë afër, nuk kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër edhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona, siç kemi parapare dhe afatet me Komisionin Evropian, dhe plani përbashkët do të realizohet plotësisht. Премиерот на Косово Албин Курти, зборувајќи пред медиумите, ја истакна важноста на соработката што Косово и Македонија ја реализираа досега за граничните премини со системот One Stop Shop. Për mua çdo herë kënaqësi që të vi në Shkup, sidomos tash që kemi pikat e përbashkëta të kontrollit, edhe Hanta Elezit Blac, e cila me 12 prill u funksionalizua, edhe ajo në Globoqic Jazhinc, e cila me 28 maj si vjet u funksionalizua. Të gjitha këto janë rezultat i marrëveshjeve të përbashkëta që i kemi bërë me qeverinë Mickoski me datën 18 nëntor të vitit të kaluar në Prishtinë në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive tona. Во своето воведно обраќање на овој состанок, еврокомисарката за проширување Марта Косар рече дека сега постои јасен консензус за проширување, но и дека прозорецот на можности можеби нема да биде отворен за секогаш. Таа посебно го истакна патот што секоја држава од Западен Балкан го има изодено кон евроинтеграциите. За Албанија ја потенцираше отворањето на трите кластери во последните 6 месеци, а додаде дека ако се продолжи со ова темпо, постои можност до крајот на годината да се отворат сите кластери, а наесен да се отвори и последниот. За Косово истакна дека се очекува новата влада да даде нова енергија во процесот на пристапување. За Србија рече дека се надеваат на напредок во најскоро време. За Црна Гора го спомена затворањето на уште едно поглавје минатиот месец, а за Босна и Херцеговина го посочи усвојувањето на агендата за реформи.